почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Додека се Заев и Социјалдемократскиот сојуз на власт, нема ниту правда, ниту правдина во нашата држава. Законот не важи за функционерите блиски до Заев. Тие може да крадат, да малтретираат, да се закануваат и да тепаат луѓе, а органите на прогонот само ќе ја свртат главата и целосно ќе го амнестираат насилството. Вчера слушнавме како Сенат Јашар јавно сведочи за насилството од страна на градоначалникот на Шуто Оризари од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Курто Дудуш врз него. Сенат Јашар сведочи дека бил затворен во кабинетот на Курто Дудуш и дека бил тепан од него и од неговиот советник со шамари и со тупаници. 6 месеци по обелоденување на оваа афера, а нема никаков исход. Напротив, се повикуваат и застрашуваат новинари кои што оваа афера ја обелоденија во јавноста. Нема казна за насилникот Курто Дудуш и неговите пајташи, но затоа се шиканира новинарот кој посочил на ова насилие. Вчерашното сведочење на Сенат Јашар го отсликува криминалот на оваа власт. Врз него е вршен систематски притисок за да го смени исказот и истовремено да го заташка овој случај. Полицијата на Спасовски е активен учесник во заскривањето на овој настан. Ваквото криминално однесување на власта, обвинителството и судството е срамно и недолично. Нема држава во Европа каде градоначалник претепува граѓанин преку кого претходно сакал да договара матни сделки, а да остане несанкциониран. Ги охрабруваме сите граѓани на Република Македонија, не само Јашар. Не се сами во оваа битка. Секој еден граѓанин кој е репресиран од страна на власта, време е да го крене својот глас. Наскоро правдата доаѓа, а одговори и одговорност за секој еден прекршител на законите ќе има. Ви благодарам. Дали имате прашање? Има потпаролот. Поелате? Денес запалија уште еден автомобил запален во Штип. Минатава недела запалија 2 автомобили на семејството на пратеничката Кушева. Игор Спасов меѓу време избегал затворот во Штип. Како ќе искоментирате безбедносната ситуација во време? Благодарам на прашањата. Ако ми дозволите, прашањата би ги поделил на 2 дела. Што се однесува на првиот дел, односно на безбедносната состојба во државата, ние знаеме дека за цело ова време откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, во Република Македонија владее хаос и безредие. Знаеме дека власта е во директна спрега со криминалците, а што се однесува на делот за запалените возила, тоа не е само случајот кој што се случи, за кој што вие говорите, утринава, односно во текот на ноќта. Знаеме дека пред 2 дена исто така беа дигнати во воздух буквално на еден од советниците на Зоран Заев возилата. Знаеме пред само година дена дека исто така на Миле Зечевич сопругата дека беше исто така опожарено возилото и ако добро се сеќавам пред околу 2 години беше пукано врз советникот за безбедност на Зоран Заев, што јасно говори дека имаме една состојба каде криминалците од власта директно се пресметуваат меѓу себе. Освен што од една страна Оливер Спасовски не покажа никаков капацитет за водење на оваа институција, од друга страна имаме и од негова страна целосно парализирање на институцијата и дозволување криминалците да прават буквално што сакаат во нашата земја, вклучувајќи да се пресметуваат меѓусебно. Затоа е време да се стави крај на ова владење и ова дивење на криминалците, време е да се стави крај на оваа криминална коалиција која што е на власт и криминалците кои што ги штити и ги поддржува и да донесеме промени и правда во Република Македонија. Во однос на вториот дел за лицето обвинето за убиство на Мартин Нешковски, знаеме исто така дека Зоран Заев, допред да дојде на власт во Република Македонија и да се инсталира како водач на сите институции во Република Македонија, брутално го злоупотребуваше името на оштетеното лице во сите своји јавни настапи, но освен него го злоупотребува и сите кои што практично сега ја водат владата во Република Македонија, односно сите министри.
откако дојде Зоран Заев, односно се инсталира на власт во Република Македонија, од цела онаа правда за која што тој говореше и полна му беше устата, од сите оние расветлувања на тој случај за кој што говореше дека дополнително ќе извести јавноста и ќе обелодени многу ситуации поврзани со тоа убиство, видовме една блиска средба негова со убиецот, видовме слики од таа средба и од друга страна денеска убиецот не се наоѓа во Република Македонија. Што јасно ни дава до знаење дека Зоран Заев, за да дојде на власт, злоупотреби многу човечки судбини, а од друга страна дојде на власт и се стави директно во функција и заштита на криминалците во Република Македонија.